Петмина дилери паднаа последно деноноќе. По еден полицијата се уште трага, а седмиот осомничен е веќе во притвор за друго кривично дело. МВР објави дека тројцата организатори од Скопје и Свети Николе, почнувајќи од јули минатата година, организирале мрежа на препродавачи и посредници кои за одреден процент продавале марихуана, кокаин и екстази, додека најголем дел од заработката останувал за главните. Приведени се како дел од криминалистичкото истражување Брана, кое е во рамки на акцијата мрежа за сузбивање на дилери на дрога. Вкупно во Брана последнава година кривични пријави добиле 30 мина, меѓу кои полициски инспектор, јавен обвинител и директор на болница Сите од Битола, поради сомнеж за коруптивни влијанија, односно дека им помагале на дилерите. Директорот на болницата и јавниот обвинител имале за задача да помагаат во одлагањето на издржувањето на казна затвор на еден од клучните играчи во криминалната мрежа. Значи, давале фиктивна документација дека лицето се наоѓа на издржување на казна затвор, иако тој е на слобода и од слобода ги презема криминалните активности. А формално правно како да е на издржување на казна затвор. Министерот за внатрешни вели дека ова криминалистичко истражување ќе продолжи со собирање на докази за други вмешани, а паралелно ќе се спроведува и финансиска истрага поради сомнеж дека криминалната група корумпирала и други лица. Полицијата во текот на последниот ден извршила претрес во домови на 5 осомничени и пронашла од дрога до оружје и пари.